студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Председателството на ДУИ одлучува за учество на лидерската средба. СДСМ одговориле на поканата од Мицковски. Нема да присуствуваат. Притвор за осомничениот кој искрши вратата на бугарската амбасада. Навредливи пораки од партиските лидери во Софија. Угостителите се уште градат став за законот за заштита од пушење. Најавуваат средба во владата. Од таму велат дека никој не побарал разговор. Детската болница Козле е полна, 80 хоспитализирани, 10 на кислородна поддршка поради компликации од вирусите. Бројот на болни ќе биде пресуден за продолжување на распустот. Дефиле под маски во Вевчани. Треба да го анектираме Вевчани, да донесеме демократија тука. Ние не сме маскирани, ние си сме мигранти од овде, ама на привремена работа. Македонското МНР повика да се одложат патувањата за Иран, а македонските граѓани кои се таму да ја напуштат земјата. Националниот безбедносен тим на САД разгледува опции за интервенција. А во овие вести во живо информираме за списокот со гости кои ќе присуствуваат на утрешната лидерска средба. Останете со нас. Најголем дел од политичките партии се подготвуваат за лидерската средба, која за утре ја свика премиерот Христијан Мицковски. Според последните информации, само СДСМ вратиле одговор на поканата во кој информираат дека Филипче нема да присуствува. Последните информации ги има колешката Катерина Нешкова, имаме во живо. Катерина, има ли официјална потврда на списокот на учесници на лидерската средба утре? Официјална потврда нема, но последните информации тука од владата се дека само Филипче известил дека не доаѓа и се претпоставува дека нова лидерска средба ќе присуствуваат сите останати партии, иако во суштина се чека и ставот на Демократската унија за интеграција. Ахмети вечерва на Централно председателство ќе го изгради својот конечен став, дали ќе го представува Европскиот фронт кај Мицковски во клубот на пратениците утре напладне и со тоа и ќе одлучи со какви предлози би дошол на лидерската маса. Инаку поканата која што ја испрати Мицковски за време на божичните празници не содржи дневен ред. Прашањата сепак се познати кои што ќе се разговараат, а тоа се пред се реформските закони во контекст на евроинтеграцијата, укинувањето на техничката влада, што можеби беше прашање кое што најмногу отвори дебата изминативе денови, потоа изборот на народен правобранител за кој што е потребно бадентерово мнозинство, но и други законски решенија за кои што е потребен поголем политички консензус меѓу кои и изборниот законник. Оние кои што потврдија учество имаат своји првични ставови за тоа како ќе настапуваат утре на лидерската средба, па во прилогот ги слушаме и нивните ставови. Ахмети вечерва ќе ја донесе конечната одлука дали утре ќе присуствува на лидерската средба во клубот на пратениците и доколку дојде, со кои позиции ќе настапи. Од пратеничката група на Европскиот фронт, кој го предводи токму ДУИ, зависат неколку законски решенија како и изборот на неколку функционери. Со одлуката на Ахмети ќе се заокружи листата на учесници на утрешната лидерска средба што ја свика премиерот Мицковски. Од владата велат дека според информациите со кои досега располагаат, само СДСМ испратиле писмо дека нема да присуствуваат на лидерскиот состанок. Поканата не содржи дневен ред, но Мицковски веќе ги соопшти темите за кои сака да разговара. Реформските закони во контекст на евроинтеграциите, изборот на народен правобранител, укинувањето на техничката влада како и измените на изборниот законник. Не е исклучено на средбата да стане збори за закони за кои е потребно квалификувано, односно бадентерово мнозинство, како што се законот за прекршоци кој е дел од системот Safe City и законот за локална самоуправа. Од коалицијата вреди, на состанокот во клубот на пратениците ќе присуствуваат Касами и координаторот на пратеничката група Ќоку. Без пржинска влада во локалните избори докажавме дека не е потребна техничка влада за да имаме кредибилни, фер, демократски избори. Една изборна, тој само еден предлог. Има и повеќе предлози со 3 изборни единици, со 8 изборни единици, со отворени листи. Значи има еден сет предлози за ова модел но ние како влен немаме крајен предлог.
Присутен ќе биде и помалиот владин партнер знам преку својот лидер Максим Димитриевски. Од опозицијските пратенички групи Левица веќе потврди учество, а Пасие во клубот на пратеници ќе поддржи укинување на техничка влада, но ќе побара воведување една изборна единица и платено политичко рекламирање во изборната кампања и за партиите кои имаат пратеничка група, а не спаѓаат меѓу најголемите. Филипче пак експресно ја одби поканата, коментирајќи дека не седнува на иста маса со криминалци. На Мицкоски и на ВМРО им се брза со предвремени избори и со мигранти за пари, но факт е дека не се созреани условите во општеството за укинување на техничката влада поради криминалната власт. Во вакви услови, укинување на техничката влада би значело директен удар врз демократијата и загрозување на волјата на граѓаните. Техничката влада мора да остане и СДСМ ќе ги искористи сите демократски механизми за заштита на изборниот процес и слободната волја на граѓаните, коментираат од партијата на Филипче. Иако нема пратеничка група, ЛДП на Зајкова пак се изјасни за укинување на техничката влада, но побара повеќе реформи во корист на граѓаните. Вон парламентарната дом пак го реафирмираше ставот за една изборна единица и отворени листи. Катерина Нешкова, Сител телевизија. На барање на јавното обвинителство, кривичниот суд определи краткорочна мерка од 8 дена притвор за осомничениот, кој викендов го скрши стаклото од влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Додека трае постапката, од Софија се редат навредите кон Македонија. Последен е лидерот на Има таков народ, Слави Трифунов. Во притвор заврши 55-годишниот маж осумничен за оштетување на вратата на бугарската амбасада. На барање на ОЈО Скопје кривичен утрово му определи 8-дневен краткотраен притвор. Обвинителството отвори постапка за кривично дело оштетување туги предмети, за кое според кривичниот законник е предвидена казна затвор од 6 месеци до 5 години. На 11 јануари осумничениот од омраза ја оштетил влезната врата на амбасадата на Република Бугарија, така што со камен го скршил стаклото на вратата и веднаш се оддалечил во непознат правец. Јавниот обвинител предложи судија на претходна постапка да определи мерка притвор спрема осомничениот, бидејќи постојат околности што укажуваат на опасност од бегство и околности го оправдуваат стравувањето дека осомничениот ќе го повтори делото, соопшти ОЈО Скопје. Иако вчера истражните органи потврдија дека лицето не е етнички македонец, реакциите од Бугарија не запираат. По бугарското министерство за надворешни работи и амбасадата во Скопје, последен во низата и лидерот на партијата Има таков народ Слави Трифунов, кој преку социјалните мрежи порача дека ваквите инциденти ја оддалечуваат Македонија од членство во Европската унија. Ако не сакате во ред, мудриот бугарски народ има соодветна поговорка: не можеш да направиш убавина со сила. Ако не сакате, ќе останете во Северна Македонија, ќе ги гледате глупавите одвратни црни написи, ќе кршите некое стакло од време на време, тајно ќе сонувате дека имате бугарски пасоши, ќе доаѓате на Сончев брег по море ако е можно, ќе ги праќате вашите деца да студираат во Бугарија и ќе ја гледате Европската унија низ искривена макарона. Бидејќи објективно кажано, токму тоа го заслужувате, напиша Трифунов. Инцидентот вчера го осуди македонскиот министер за надворешни работи. Според Муцунски се работи за изолиран инцидент во кој не е причината голема материјална штета, а по брзата реакција на истражните органи, инцидентот е расчистен. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Лишен е од слобода бугарски државјанин на граничниот премин Деве Бајер, а кај него се пронајдени боксирач и транспарент со навредлива содржина, информираше полицијата. Како што објави од Бугарската фондација Македонија, станува збор за нивни активист кој сакал да присуствува на чествувањето за Мара Бунева. На 12 јануари 2026 година во 13 часот и 30 минути на граничниот премин Деве Бајер на влез во државата, полициски службеници го приведоа Н.И.Л. 47 годишен од Република Бугарија, затоа што при гранични проверки и извршен преглед во содејство со царински службеници на патничко возило Honda Jazz со бугарски национални ознаки, со која допатувал, биле пронајдени и одземени метален боксирач и транспарент со навредлива содржина. Од основен суд Крива Паланка му била изречена парична глоба и санкција протерување на странец од земјата во трајање од 1 година. На 13 јануари во 2 часот и 10 минути тој е спроведен до граничниот премин Деве Бајер и е предаден на бугарските погранични полициски служби, информира од Министерството за внатрешни работи. Од Фондацијата Македонија денеска споделија фотографии на кои се гледа дека неколку мина, како што велат тие, македонски бугари го одбележале денот со панихида и положување цвеќе на местото на убиството на Бунева во центарот на Скопје.
Локалните избори завршија. Дали партиите ги прочитаа пораките од гласачите? Ќе има ли лидерска средба без учество на Филипче? Дали техничката влада ќе остане? Какви промени ќе има во владеачката партија? Во тема на денот со подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Судскиот совет одлучи да распише нов оглас за уставен судија, откако управниот суд утврди дека изборот на Дуковска е незаконски. Иако имаше дилеми за постапката, новиот закон за судски им ја олесни одлуката на членовите на советот. Поречиси 7 месеци откако управниот суд одлучи дека незаконски бил изборот на уставната судијка Елизабета Дуковска, судскиот совет денеска одлучи да распише нов оглас за пополнување на испразнетото место. Предходно во советот размислуваа дали изборот треба да го повторат со предходните тројца кандидати, но сега по донесување на новиот закон за судски совет и заострените критериуми, уставен судија ќе се бара преку нов оглас. Според моје мислење, ние во овој момент треба да постапиме по новиот закон, бидејќи тој покрај тоа што е во согласност и со нападствијата на пресудата која што ни е дадена од управниот суд, е во согласност и со основните права кои што ги имаат сите суди, се разбира. Управниот суд во мај годинава пресуди дека Дуковска била избрана незаконски, бидејќи судскиот совет не расправил за останатите две кандидатки пријавени на огласот. Во советот одлуката на управен ја сметаат за преседан, оти се поништувала одлука донесена од собранието. Значи, воопшто ова одлука не е пример како надлежните органи, посебно судовите, ги штитат човековите права, него напротив е во една обратна смисла. Тужбата заради која беше одземен мандатот на уставната судијка ја поднесе Антоанета Димовска, која во меѓувреме стана член на судскиот совет. Таа денеска ја напушти дебатата во судски за одлуката на управниот суд. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Повторно е одложен почетокот на судењето против поранешната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска. На денешното закажано рочиште, судијата Илија Трпков информираше дека Скопскиот апелационен суд се уште немал одлучено по жалбата со која се оспорува надлежноста на оделението за организиран криминал, заради што и не може да почне судскиот процес. На прашање од Сител од апелациониот суд велат дека одлуката веќе била донесена и наскоро ќе објават. Инаку Димитровска е обвинета за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, кому му се суди во друг предмет, како и за компјутерски фалсификат, бидејќи друг го полагал низиниот тест за добивање сертификат за државна тајна. Наредното рочиште за старт на судењето е закажано за 18 февруари. 18-годишниот Саид Саитов, кој со Пасат усмрти жена кај Капиштец и побегна во странство, им бил познат на полицијата. МВР потврди дека и претходно бил казнуван за управување возило без возачка дозвола. Од вчера по Саитов има распишено и меѓународна потерница. Често возил без дозвола, ама еднаш го фатила и полицијата. Саид Саитов, кој со Пасат усмрти жена во Капиштец, па избега во странство, им бил познат на органите на прогонот. Лани полицајци го уловиле додека го управувал автомобилот на татко му без возачка. За тоа заработил казна од 250 евра. За истиот случај казнете и неговиот татко, кој е собственик на Пасатот, бидејќи му дозволил на Саид да го вози, иако немал положено. Па согласно законот и тој заработил казна од 250 евра. За лицето Саид Саитов, за кој Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница од страна на секторот за внатрешни работи Скопје во 2025 година, изречена му е санкција по член 225 став 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за управување на возило без положен испит. 18-годишниот Саитов, за кој полицијата распиша меѓународна потерница, често дивел по улиците. За ова има и видео докази. Дека со поголема брзина го возел Пасатот, често се фалел и на социјалните мрежи. Мало црно злато код Откако медиумите му го открие профилот на Инстаграм, експресно ги избриша сите видеа и фотографии и си го сменил и корисничкото име. За Саид Саитов е распишана централна и меѓународна потерница по барање на ОЈО Скопје. Се гони за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Со потерница се бара и татко му, со кој заедно избегаа.
Според истрагата, осумничениот возел Volkswagen Passat по улицата Народен фронт без да поседува важечка дозвола. Тој се движел со неприспособена брзина и извршил непрописно поместување во левата коловозна лента, пошто со возило удрил во пешекот 79-годишната Љуба Јаколеска. Наместо да застане и да ја помогне на повредената, Саид избегал од местото на настанот. Жртвата беше префрлена на ургентен, но подоцна им подлегна на повредите. Последниот трак со татко му им се губи на Табановце. Маж и жена со собствен автомобил им помогнале да избегаат. Тие се уапсени откако се вратиле во Македонија. Од МВР се децидни дека потрагата се води интензивно во координација со домашни меѓународни служби. Габриела Лескова, Сител телевизија. Судот изрече казна 17 години затвор на турскиот државјанин кој уби сонародник во Кафуле во Штип, но и протерување од државата откако ќе издржи казната во македонски затвор. Портпаролот на Основниот суд во Штип денеска информираше дека порочиштето на 19 декември на која Кара призна вина, судот ја донел оваа одлука за извршеното кривично дело убиство и неовластено држење на оружје. Денеска во Штипскиот основен суд продолжи судењето за останатите 4 лица кои се обвинети дека му помогнале на Кара да го изврши убиството. Во судницата денеска се изведуваат докази, а судскиот процес за обвинетите продолжува на 20 јануари. Продолжува постапката за избор на судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права, како што информираа предмалку од владината прес-служба. Владата на денешната 141 седница ја усвои информацијата донесена од Комисијата за избор на кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права, со која се информира за предлогот на Комисијата за избор на тројца кандидати: Јордан Апостолски, Наташа Бошкова и Сашо Ѓоргиевски. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, како надлежна институција задолжена за спроведување на административните и техничките активности во постапката, ќе продолжи со обезбедување мислење од меѓународниот советодавен панел на експерти при Советот на Европа во однос на исполнувањето на пропишаните критериуми од страна на предложените кандидати. По добивањето на мислење од меѓународниот советодавен панел, комисијата ќе ја достави листата со тројца кандидати до владата, пошто конечната листа ќе биде проследена до парламентарното собрание на Советот на Европа, информираат од владината прес-служба. Угостителите се уште градат став за законот за заштита од пушење, најавуваат средба во владата, од таму велат дека никој не побарал разговор. Детската болница Козле е полна, 80 хоспитализирани, 10 на кислородна поддршка поради компликации од вирусите. Бројот на болни ќе биде пресуден за продолжување на распустот. Три дена откако беше објавен новиот предлог закон за заштита од пушење, угостителите се уште градат став. Велат дека ќе одат на средба во владата, но оттаму пак не се информирани, посочувајќи дека никој не помарал да разговара на темата. Според очекувањата на предлагачот на законот, Министерството за здравство, измените би требало да влезат во сила од 1 март година. Угостителите се уште не ја кажуваат својата страна за предложениот нов закон за заштита од пушење. Документот од 16 страници е објавен на интернет од саботата и е отворен за коментари. Во однос на новите предлог мерки за пушење, ние како туристичко-угостителска комора, заедно со нашите членки, деновиве градиме став во врска со новите предлог решенија. Во најкраток можен рок ќе излеземе со своји предлози, размислувања и барања, вели председателот на туристичко-угостителската комора Аркан Керим. Еден од угостителите ни рече дека ќе имаат средба со владени представници утре или задутре, но од владата за Сител вела дека до овој момент нема пристигнато барање за таква средба. Државниот советник во Министерството за здравство Никола Грбчевски во гостување на Сител рече дека кај угостителските објекти нема големи разлики, со оглед на тоа што и сега е дозволено пушење на терасите. Новиот закон само појасно дефинирал што значи тераса. Според него, забраната за пушење нема да значи помалку гости. Европските искуства покажуваат напротив дека после одредено време и нови гости доаѓаат во овие објекти кои што се зони без чад или добро вентилирани зони, така да исто така и обврска на Министерството за здравство да ги заштити и угостителските работници кои што се по цела смена изложени на тој чад, што навистина е недозволиво. Според предложеното, во рестораните и кафулињата ќе биде дозволено пушење само на терасите ако се отворени од 3 страни, а не како досега, застаклени или преградени со фолии. Казните за непочитување се движат од 2 до 5000 евра.
Првиот закон за заштита од пушење во Македонија е донесен во 1995 година и од тогаш е изменуван десетина пати. Во 2010 пушењето беше целосно забрането во сите угостителски објекти. Но во март 2018 пратениците на предлог на СДСМ по скратена постапка го ублажија законот и дозволија да се пуши на терасите. По измените, угостителските објекти со метални конструкции си направија тераси, споени со внатрешниот дел, па кога се пушат цигари, цел простор е исполнет со чад. Новиот закон треба да важи од 1 март. Мартин Арсов, Сител телевизија. Детската болница во Козле е полна, има 80 хоспитализирани деца, а 10 се на кислородна поддршка поради компликации од вирусите. Бројот на болни ќе биде пресуден за продолжување на распустот за учениците. Доенчиња, деца од градинка и ученици го исполнија капацитетот во клиниката за белодробни заболувања Козле поради компликации од вирусните инфекции. Од хоспитализираните 20 се со грип, најчесто од типот А, а најмладиот пациент е едномесечно бебе. Педиатрите велат дека постојано се со стетоскопот во рака и во еден ден имаат и на 250 прегледи. Дали ќе биде пролонгиран стартот на второто полугодие, надлежните ќе се раководат според бројките. Но во детските здравствени установи гужви имаат постојано. Клиничката слика буквално идентична кај сите, родителите најмногу ги загрижува на температура која трае долго и грипот се очекува и трае до 7-8 дена. Температурата, омалаксаност, намален апетит, 80 деца се хоспитализирани, секако чуваме одредени места само за потешки случаи, инаку амбулантските прегледи не запираат. Влошени пневмонија, обструкции, дехидратација и гнојни ангини се најчестите компликации поради кои децата завршуваат на болничко лекување. Педиатрите велат дека кашлицата по прележан грип може да продолжи уште 3 до 4 недели. И родителите да не паничат доколку детето нема други симптоми и е весело и разиграно. Од друга страна пак болничкиот третман може да трае и до 10 дена. А десетина деца, особено доенчиња, се во периодов на кислородна поддршка кај нас хоспитализирани како компликација од грипот со потешки долнореспираторни заболувања како пневмонија, обструкции, така да навистина доенчињата страдаат во овој период. И вообичаено ние гледаме да ги редуцираме, меѓутоа во сезоната на грип сите посети се забравени. Минатата недела имаше драстичен скок на заболени со грип и болести слични на вирусот. Од околу 1800 пријавени во Институтот за јавно здравје. Половината беа деца до 14 годишна возраст. Епидемиолозите пикот го очекуваат на крајот на месецот. Сања Димитровска, Сител телевизија. Дефиле под маски во Вевчани оваа година, најразлични маски инспирирани од годината што измина, но и од општествените и политички случувања во земјава, продефилираа на традиционалниот карневал во Вевчани. Вевчани сместено под падините на Јабланица наликува на театар без граници под отворено небо. И оваа година најразлични маски танцувајќи во ритмот на зурлите и тапаните, инспирирани од годината што измина, но и од општествените и политичките случувања во земјава продефилираа на традиционалниот карневал. Во фокусот беа Максим Димитриевски со неговите обожаватели, руско-украинската војна, мигрантите, Трамп, недовербата во судството и многу други. Здраво, здраво. Каде инспирација за маската да бидете? Дали се слушаме? Да. Инспирација за маската треба да го анектираме Вевчани, да донесеме демократија тука. Во исто време се случило да има тука големи резерви на злато, течно злато, ракија и дојдовме да ви помогнеме. Максим! Ние сме африканското племе од шарено, од Африка. Интересно ни беше ова вака да е шарено се, бидејќи посебна символика нима череното, да го протераме злото сакаме. Престо имам бесплатен, значи малце сум. И тоа. Здраво, живо. Абе, ние не сме маскирани, ние си сме мигранти од овде, ама на привремена работа. Мисля за стално. И сега овие сака да ни пред кампо, затоа ќе штрајкуваме, не сакаме камп. Убаво ни е наси во хотел. Very first time, especially for the carnival. Well, we all live in Antwerp, but we come from different places in the world. Раткија.
Na zdravia. Well, we are inspired in the Carnaval of Buenos Aires in Argentina, and there our carnival has a very old tradition related to the slavery, Pitiinov. Gazuar, Ministerite de Rama. Ja sam iz Beograda, dolazim ovde sam već 3. put. Kuma me je dovela, kuma iz Gevgelije, došli smo zajedno pre 10 godina i tako vraćamo se kada uhvatimo vreme. Градоначалникот на Вевчани Кочовски истакна дека карнавалот и маските не се само за критика, туку право за забава. Забава, добра дружба, добра мисла и на крајот да сумираме резултати дека сме поминале нај. Тоа е затоа и постои овој карнавал, за дружење и за забава. Министерот Љутков рече дека нешто што има традиција илјадници години не може да нема посебно значење и место во македонската култура. Посебно за еден ваков фестивал кој што ја третира слободната мисла, го третира хуморот, сатирата и едно од многу важните работи е што ја третира критиката кон општеството, не само во македонското, туку целиот свет. Вевчанскиот карневал е еден од најстарите карневали на Балканот, се одржува на празникот Свети Васили Велики. Инаку манифестацијата завршува со традиционалното василичарско оро и палење на маските утре вечер во центарот на Вевчани. Нина Ритоновска, Сител телевизија.